овај авео сакаме да покажеме како се прави линиски диаграм во Excel, ама без линиите, само точките. Бидејќи тука имаме 10 така да речеме неповрзани податоци. Размислете како да се резултати од испит од 10 студенти, значи меѓусебно не се поврзани овие податоци, како да речеме ако беше мерењето на температура на болесник. Како се прави тоа? Најпрво треба да ги внесете 10 податоци во Excel. После да ги маркираме, значи кликнеме во првата ќелија и влечкаме надесно. Сега се маркирани 10 и овај податок е маркиран. Одеме до Insert, сакаме линиски диаграм и ја береме таа што е со точки, за да можеме да ги бришеме после линиите. Сега еве ни го диаграмот. Како прво, бидејќи имаме само еден ред на податоци, веројатно не ни треба легенда. Кликнеме врз легендата и за да се бриши, притискаме на тастерот Delete. Доколку сакаме да ја менуваме големината на диаграмот, го ставаме клучец показателот врз ивицата на диаграмот и со кликни и влечки ја менуваме големината. Сега рековме дека не ги сакаме линиите меѓу точките, бидејќи податоците меѓусебно не се поврзани. Постави го глушец показателот врз линиите, десен клик и Format Data Series. Како прво, одеме на Line Color, па му велеме No Line, се гледа сега нема линија. А доколку сакаме малку да ги изголемаме овие маркери, одеме на Marker Options, па на Built-in, па да речеме 9. Тука има и можност да го менуваме и типот на маркерот. Слегваме долу Close. Значи, сега го имаме овај диаграм. Доколку сакаме во материјал за печатање, ова може сосема во ред со ова големина. А доколку сакаме да го внесеме во PowerPoint презентација, важно е да го зголемиме фонтот на бројките. Како се прави тоа? Кликнеме врз нив, гледате дека се забележени само бројките, десен клик, еве тука можеме директно 11, доколку е со PowerPoint, сакате 16, 18 натамо. Исто долу, значи клик, десен клик и 11. Сега да гледате моментално дека тука имаме алатница за диаграмот. Тоа е дека диаграмот е селектиран. Доколку кликнувам надвор од него, тој алатник го нема. Значи, за да го имам тој алатник, треба да биде селектиран диаграмот. Еве. Доколку сакаме да клаеме наслов на овај диаграм, одеме до Layout, па Chart Title. Ова е стандардот, нема. Ова е внатре во чартот да биде од озгора. Но бидејќи нашите податоци се малку нагоре, а не положеле испитот, ова ние ќе ја избереме ова опција, каде што насловот е над диаграмот. И да пишеме резултати од испит. Последно во овај авео е како да се добива наслов на вертикалната оска, односно да пиши, да речеме, бодови дека се овие. Како се прави тоа? На Access Title, значи односно наслов на оските. Ова е вертикалната оска, значи тоа. И бираме од нема, како што сега. Ова е за да не се прошире, ќе го бираме. Ќе пишеме. Сега се разбира тоа е малечко, кликнеме врз него, десен клик и го зголемаме, да речеме, на 11. Со тоа сме готови со овај демонстрација.